Синоќа во просториите на Младински центар Струмица за прв пат гостуваше Ехо фестивал на планински филм. Ова е 14-то поред издание на ова патувачко кино. Станува збор за меѓународен фестивал во кој се промовираат нашите локалитети како потенцијал за развој на алпинизмот и други сродни спортови за уживање во планината и природата, па затоа истиот е со богата програма од многу филмови, презентации и издавање на книги. Ехо фестивал досега има гостувано во околу 15 на градови низ Македонија. Многу сме среќни што конечно сме во Струмица. Имаме наши колеги и пријатели алпинисти кои што се тука, но ете од некоја чудна причина не сме имале прилика да дојдеме досега. Значи ние сме вечерва тука како дел од ОФ програмата на Ехо, односно патувачкото кино кој што го организираме секоја година после главниот фестивал. Тоа значи штом се одржа тие 5 фестивалски денови секоја година, идеме во неколку градови каде што имаме партнери или некој сака да не покани, за да пренесеме делот она што го имаме во градот Скопје. Инаку годинава го завршиме нашето 14-то издание, а овој концепт на патувачко кино го работиме некаде околу 6-7 години. Сме биле до сега во околу 15 на различни градови. Во некои се повторуваме секоја година, во некои преку неколку години, зависи од интересот на локалната заедница. Со фестивалот Ехо, што сакаме да постигнеме? Значи ние почнавме спонтано како една група на алпинисти пријатели кои што сакавме малку повеќе да ги промовираме нашите афинитети за алпинизам и некои други сродни спортови, односно уживање во планината. Од тоа прерасна во една ваква форма, да сме денеска меѓународен фестивал со компетитивна програма, 5 дена, многу филмови, презентации, гости, издаваме книги, се обидувам на брзина да направам што све правиме. Во една, да речеме, комплетна форма како и други фестивали, единствено што се занимаваме со документарен филм во сферата на промоција на планинска култура, така го нарекуваме ние тоа. Односно, ги промовираме главно планинските спортови, но и покрај тоа одбираме филмски теми кои што ја покажуваат врската помеѓу човекот и планината, односно со животот, како и еколошкиот дел на филмовите. Тоа е нешто особено важно што го развиваме веќе 6 години. Имаме компетитивна програма специјална за еколошки филмови и генерално ја славиме авантурата кај луѓето, така да секој кој што има да раскаже некоја приказна која што е поврзана со авантура, себе надминување или планина, тоа е добро дојде на Ехо. На Ехо фестивалот за планински филм во Струмица беа презентирани 2 алпинистички локалитети од Струмица. За прв пат во Струмица гостува Ехо фестивал на планински филм, кој што се одржува во Скопје. Всушност оваа манифестација е дел од Ехо патува, односно патувачко кино. За прв пат во Струмица како манифестација и воедно го искористивме овој момент да направиме презентација на нашиот проект, односно двата локалитети алпинистички кои што ги спремивме и сега на овој настан ги презентиравме. Станува збор за 2 алпинистички локалитети, еден на тримпатеката која што води од Ловендом кон Свети Илија на 700 метри од Ловендом. По самата тримпатека може да се забележи од левата страна, веќе наместени се и патоказите, и другиот локалитет ни е во Велјуса, односно на целото Велјуса. Се тргнува односно појдуваната точка е од паркингот пред манастирот Богородица Елеуса. Се наоѓа на 2,1 километри во планината, релативно лесна патека, кога се стигнува таму има полјана на која што може да се искористи да се помине време со пријателите, исто така и да се качат тие 6 насоки кои што сега ги исклинчивме и се погодни за спорт скачување и алпинизам. Од алпинистички клуб Скала велат дека се поголем е бројот на луѓе заинтересирани за алпинизам и се надеваат дека овој фестивал ќе премине и во традиција за во иднина.